Неделата на гордоста во Истанбул е за турското ЛГБТ и плюс движење најважниот настан во годината. We don't have any location where we can talk about. Немаме локација каде што можеме да зборуваме за муслиманските ЛГБТ и феминистки. Немаме каде да зборуваме за ЛГБТ и мигрантите. Немаме каде да зборуваме за нашите граѓански права. Но другиот дел е да можеме да им покажеме на луѓето дека не сме мал број луѓе. Не има и лјадници и не одиме никаде на друго место. Сексуалните односи меѓу лица од ист пол се дозволени или барем не се криминализирани во Турција од формирањето на секуларната република во 1923 година. Но во последниве години властите преземаат мерки за сузбивање на еднонеделните прослави. Оваа година не е поинаква, со затворањето на центарот во Истанбул, бидејќи гувернерот на градот пресуди оти планираната парада на членовите на ЛГБТ и плюс била терористичка закана. Репресијата доаѓа откако председателот Реџеп Тајип Ердоган го искористи својот победнички говор за да ги засили критиките кон ЛГБТ и плюс активистите, обвинувајќи ги дека ги загрозуваат семејните вредности. Erdogan has chosen the LGBTI+ community as a target. Ердоган свесно ја избра ЛГБТ и плюс заедницата како цел, бидејќи мислам дека тој верува оти движењето е доволно силно за да биде видливо и вознемирувачко за некои луѓе кои се плашат од слободите во општеството. Многу ЛГБТ и плюс организации кои се развија во текот на изминатите неколку децении во Турција, сега се борат да опстанат под зголемен правен притисок. They are kind of stuck in a corner. Тие се заглавени во ќош, се испитуваат за секој чекор што сакаат да го направат. Значи не можат отворено да поддржат многу луѓе. Случаите против нас секоја година стануваат се поголеми и немаме доволно адвокати да не поддржат. Активистите очекуваат да се зголемат правните и политички притисоци, но тие исто така веруваат дека нивните достигнувања не можат да се поништат. No matter what Што и да прават, без разлика што се обидува Ердоган, не е возможно да не притисне назад. Тоа не е можно. Тоа нема да се случи. Она што ќе се случи е дека ќе ни биде тешко некое време. И покрај забраните за паради, организаторите велат дека остануваат посветени на долгорочно одржување на настанот, како символ на нивното место во турското општество.